председателка. Еве ќе искористам, мислам дека и последната можност заради тоа што веќе поминаа 3 од 4 поднесени амандмани од колегите од опозицијата. Почитувана председателка, почитувани колеги, македонска јавност. Имав многу дилеми за каков пристап да изберам со цел да ви објаснам сериозноста на тоа на што инсистираат некои колеги и политички партии да се најде во законите за образование, а се однесуваат на обезбедување основи за влез на многу опасни идеолошки концепти во образованието на нашите деца. Јас во воведот ќе почнам со објаснување на обидот да се внесе родовата идеологија во образовниот систем преку термините кои треба да опишуваат основи за дискриминација. Генерално, во западниот свет и Европа стана доволно јасно дека промоцијата на родова еднаквост всушност не представува борба за еднаквост помеѓу мажи и жени или помеѓу момчиња и девојчиња, туку представува флоскула преку која што се злоупотребуваат жените и девојчињата како параван за буткање на трансродовата компонента како дел од така наречената woke идеологија. Дури и трансродовоста само по себе не е проблематична, доколку се има искрен и индивидуален пристап кон овие луѓе и искрено им се понуди поддршка заради тоа што се работи за луѓе во посебна психолошка состојба и за жал се работи за луѓе кои се изложени на огромна манипулација, особено од оние кои имаат тенденција да профитираат на нивниот грб. Злоупотребата на тие луѓе најчесто е политичка, но и за остварување на сериозни финансиски профити. Се користат како параван за постапките на политичките партии, како што во случајот прават колегите од СДСМ. И во нивно име се обидуваат да наметнат политички наратив кој наголемо е неприфатлив во јавноста. Товарот на општествената реакција е повторно врз овие луѓе, во чие име се превземаат политички мерки кои што се насочени кон ограничување на правата и слободите на останатите, пошто следи дополнителна реакција и така започнува и се одржува овој магичен круг. Сега, за некој да се обидува да ги турка овие теми, особено во контекст на образованието и децата, повторувам, во контекст на малолетни деца, мора да има сериозен изопачен мотив. Woke идеологијата е можеби најголемата закана на малолетните деца, поголема од цигарите и поголема од наркотиците. Woke идеологијата е со многу претекстови, но има само единствен мотив – правење пари и масовна контрола. Таа идеологија е дизајнирана да ги подели луѓето по колку што е можно повеќе основи, да создаде толку многу проблеми со кои никој сам не би можел да се справи, да генерира и да обучува само прогласени заштитници на овие групи, во лицето на голем број невладини организации и политички партии, преку кои што ќе се екзертира контрола врз ранливите и ќе се врши притисок врз институциите. Најсериозното оружје во овие процеси е злоупотребата на човечката емпатија кај народот и општата манипулација дека бараните општествени промени имаат благородни цели. За жал е токму спротивното. Што се однесува до институциите, во Република Македонија е изграден тотално корумпиран паралелен систем кој функционира на 2 или можеби на 3 нивоа, на кои што многу внимателно се посвети поранешната министерка за образование и труд и социјала Мила Царовска, поддржана од сегашниот претседател на СДСМ Венко Филипче, а потоа продолжен и недовршен од Јована Тренчевска. Претпоставувам дека и самите колеги од СДСМ се свесни дека партијата им е веќе комплетно одродена од членството и станува залошник, па ако не и самата е сведена на една обична невладина организација. За жал, создадениот хаос во законодавниот систем на државата од спроведувањето на оваа агенда е сериозен и, како и во се друго во државата, има потреба од сериозна евалуација. И не е само образованието, но образованието е црвената линија која не смее да се помине. Почитувани колеги, образованието е наменето за да ги спреми нашите деца да бидат најдобрата верзија од себе, да ги научи да бидат креативни, да размислуваат критички, а не истите да бидат експериментални глувци кои ќе ги праќаме во училиштата по 6 до 7 часа од денот без родителски надзор. Мислам дека е многу чудно
приносење на закони за образование, на закони на кои треба да ја подобрат едукацијата на нашите деца, да разговараме за сексуалност, сексуализација и перверзии. Да не забораваме дека се работи за закони кои се однесуваат на деца чиј возрастен опфат почнува од 6 или 7 години. Каква сексуализација бараме тука? Би сакал таа идеја, агенда или идеологија до која толку цврсто се држи СДСМ, да ја објаснам со практични примери и од Македонија, но и од поразвиените демократски општества во светот, кои пак мерејќи ги ефектите од тоа што дозволиле да се случи во нивните училишта и нивните деца, влегуваат во процеси на масовно ретерирање од ставовите за кои ние во моментов расправаме како најголеми достигнувања за човековите права во 21. век. Вметнувањето на оваа терминологија во Законот за образование представува основа за изградба на систем кој директно ќе доведе до нагласена дискриминација, сегрегација, цензура, повреда на правата на децата, повреда, а можеби и тотално одземање на родителските права, одземање на правото на приватност преку инвазија на приватните простори во училиштата и ќе доведе до психолошко, хемиско и физичко осакатување на децата. Основата за дискриминација по основ на род или родов идентитет не е предвидена да решава дискриминација насочена кон некое дете во училиштето преку оневозможување на неговите права. Терминологијата е наменета за позади таа основа за дискриминација во образовниот систем да се инфилтрира целиот концепт за родова идеологија без некој да има можност да се спротивстави. Дали некој може да замисли дискриминација на трансродово дете на 6, 7 или 8 годишна возраст? Многу тешко, но неприфаќањето на наставниците и родителите за влез на содржини во училиштата преку кои ќе им се предлага на децата дека може да бидат заробени во туѓо тело е сериозна основа за повикување на дискриминација по основ на род и родов идентитет преку која професорите и родителите ќе бидат санкционирани. Почитувани колеги, сеопфатното сексуално образование за кое се залагаат колегите од СДСМ и за кое нервозно бараат начини како да го протнат макар и само во одредени училишта, е еден од порталите преку кои што се врши манипулација на децата. Портал преку кој се доближуваат овие теми до нив со цел да предизвикаат нивна идентификација со тоа што им се нуди. Од сликовници до книги и филмови, децата се експонираат на содржини кои им сугерираат дека еве, некако е возможно да има луѓе заробени во погрешно тело. Се врши едукација на наставниците, кои во екстремно висок процент не се согласуваат со тоа што им се сугерира да го предаваат на децата, но со постоењето на род и родов идентитет како основ за дискриминација, ќе морат да го предаваат или ќе бидат казнети. Откако ќе почнат се повеќе и повеќе да се јавуваат конфузии кај децата, а првите се веќе тука како последица на активностите на поранешните министри на СДСМ, најголемата улога ја имаат училишните психолози, кои при постоење на род и родов идентитет како основи за дискриминација мораат да го афирмираат новосоздадениот идентитет на детето или ќе бидат обвинети и казнети заради дискриминација. Во пубертетот се особено ранливи девојчињата, заради генералниот поран почеток на пубертетот и заради постоењето на склоност кон анксиозност, депресија, незадоволство од сопствениот изглед и телесни карактеристики и така натаму. При присутни надворешни сугестии дека тоа девојче е можеби маж во женско тело, значајно ја зголемува веројатноста да ги потенцира примарните симптоми, но и да оди во насока на појава на така наречена родова дисфорија, диагноза која може да значи зелено светло за почеток на така наречената родова транзиција. Она што мене најмногу ме плаши е тоа што според намерите на идеолозите во СДСМ се гради наратив и во Република Македонија транзицијата да може да се започне во училиштата без знаење на родителите. Би сакал да ви прочитам еден таков правилник кој се користи во училиштата во некои од западните земји. Ова знаење е на бироата на невладините организации и во агендата на пратениците на СДСМ. Дел од тој правилник носи наслов Знаење на семејството за транзицијата на ученикот. Неговата содржина вели: ученикот е одговорен за неговата родовна транзиција, а улогата на училиштето е да овозможи поддршка.
Ако ученикот формално побарал транзиција во училиштето, училишниот раководител или друг доверен возрастен, по можност трениран за поддршка на ЛГБТ и родово експанзивни луѓе, читајте невладините на Мила Царовска и СДСМ, треба да се состанат со ученикот и да ги утвртат чекорите кон кои ученикот е комотен да ги превземе. За време на овој разговор, училишниот раководител или доверениот возрастен треба да обезбедат информации за тоа со кој ученикот се чувствува удобно да разговара за неговата транзиција. Некои трансродови ученици не разговарале со нивните семејства за нивниот родов идентитет, заради грижа околу безбедноста или недостаток на прифаќање и можност и можат да ја започнат нивната транзиција во училиштето без знаење на родителот или старателот. Само ученикот знае дали е безбедно да се сподели неговиот идентитет со згрижувачите и училиштето треба да биде свесно дека некои трансродови ученици не сакаат или не можат да им кажат на нивните родители или старатели за нивниот трансродов статус. Најважната работа во овие ситуации е заштитата на здравието и безбедноста на ученикот, осигурувајќи се дека неговиот родов идентитет е потврден и дека неговата приватност и доверливост се одржани. Овие ситуации мора да се третираат индивидуално, имајќи ги во предвид годините на учениците и нивната зрелост. Прераното откривање на родителот, прераното откривање на родовиот идентитет на ученикот може да има сериозни последици. Еве вакви прирачници произлегуваат од тоа што колегите од СДСМ го предлагаат во моментот да стане дел од законите за образование. Почитувани колеги, во училиштата се случува така наречена социјална транзиција кај тие деца, која се состои од избор на ново име, користење на заменки од спротивниот пол, тој за жена или таа за маж, или измислување на комплетно нови кои не се дел од граматиката, користење на приватните простори од спротивниот пол, тоалети со облекувални и така натаму, учествување во спортови на спротивниот пол. Најчесто учествуваат мажи во женски спортови, на кои, ако било кој од училиштето или останатите ученици се противи преку основата за дискриминација, по основа на род и родов идентитет, преку Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, ќе бидат обвинети за дискриминација. Почитувани колеги, ова е еден мал пример кој сакам да го споделам со вас. Ова до мене е познатиот психолог доктор Джордан Питерсон, професор емеритус на Универзитетот на Торонто и предавач на уште 3 светски универзитети како Харвард, Кембридж и Оксфорд. Моментално е еден од најцитираните клинички психолози и автор на 3 бестселери. Заради закони на какви што инсистираат колегите од Социјалдемократскиот сојуз, заради одбивање да се обраќа на јазик кој е регулиран со закон, со што директно му е одземена слободата на говор врз основа на анонимни представки, му беше одземена лиценцата за работа како клинички психолог. Тоа е еден од примерите кој доби најголем публицитет, но такви има многу. После социјалната транзиција следи првиот дел на медицинската транзиција кој се врши со администрација на блокатори на пубертет и хормонална терапија. Давање на блокатори на пубертет кај деца значи стерилизација на детето, која се врши со медикаменти за кастрација на сексуални престапници. Хормонална терапија подразбира администрација на крос-секс хормони, односно давање на хормони од спротивниот пол, односно тестостерон за жени и естроген за мажи. Постои едно непишано правило во медицината. Како лекар, не допираш ендокрин систем доколку немаш доказ дека проблемот потекнува токму таму. Особено поразителни се ефектите кај девојчињата. Заради приемот на хормоните никогаш нема да се воспостави менарха, нема да се развијат јајниците, нема да пораснат гради. Гласот ќе им остане задебелен и ќе почне појава на влакнатост карактеристична за машки фенотип. Се зголемува ризикот од срцев инфаркт, мозочен удар, има зголемено создавање на крвни коагулуми, ендометриумот на маката енормно се задебелува и во најголем процент кулминира со појава на карцином. Големиот проблем кај девојчињата е тоа што во прв момент на администрација на тестостерон се намалува депресијата, се јавуваат чувства на решителност, храброст и што всушност е универзален ефект при прием на тестостерон. И на изглед,
креирајќи перцепција дека процесот на транзиција е навистина решението за нивниот проблем. Убедени од ова, истите пристапуваат кон хируршки интервенции. Третирањето на овие пациенти со хируршки операции значи отстранување на здрави органи и употреба на постоечките човечки ткива од човековото тело, со кои што треба да се направи имитација на половите органи од спротивниот пол. Секое спротивставување на овие чекори, па дури и од страна на родителите, ќе биде основа за добивање представка за дискриминација врз основа на род и родов идентитет. Оному каде што се уште е потребна родителската согласност, се врши емоционална манипулација на родителите, која се чини дека се одвива со стандардизиран наратив на секаде во светот. Доколку се работи за девојче која сака да транзитира, родителите се изведуваат пред прашање дали сакате жив син или мртва ќерка, алудирајќи на потенцијално самоубиство на детето доколку родителот не дозволи операција за промена на пол. Замислете која ментална изопаченост. Не знам дали ја разбирате сериозноста на овие проблеми. Поголемиот период од својата професионална кариера сум ја поминал во операциона сала. И знам што значи ставање рез на човечко тело. И знам што значи непотребно ставање рез на тело на дете. Почитувани колеги и колешки, правењето на овие операции представува палење на сите мостови за било кој човек да се врати назад, а постои огромен процент на премислување од страна на пациентите и каење за превземените чекори. Без разлика, што и да се направи, човековиот организам ќе продолжи да го создава физиолошкиот тип на хормони. И затоа пациентите мора да земаат хормонска терапија од спротивниот пол до крајот на својот живот. Но, уште еднаш да напоменам, хормоните не се ниту аналгин, ниту антихипертензивна терапија. Со ова сакам да заклучам дека мојата загриженоста на граѓаните, загриженоста на родителите е оправдана, ако се земе во предвид се она што го направи СДСМ во минатото. И ако се согледаат намерите што планираат да прават преку недонесените измени во Законот за матична евиденција и преку недонесениот Закон за родова еднаквост, но и преку намерата да се интервенира во десетици други закони со цел да се изгради дистопискиот систем по чие воспоставување и уведување на ефектите сруши многу општества и влади на секаде низ светот. Почитувана македонска јавност, ова е само гребнатинка на површината за тоа што е изградено во нашата држава. Децата се црвената линија. И во контекст на предстојните локални избори да не заборавиме дека директорите на училиштата се номинирани од страна на градоначалниците. И затоа е многу битно да се внимава од кој и како ќе бидат поставувани директорите на училиштата. Почитувани колеги, особено вие од СДСМ, ако сакаме навистина да помогнеме на овие групи граѓани, ако навистина мислиме добро на нашите деца, да помогнеме, но да помогнеме на начин на кој што нема да направиме ниту една дополнителна телесна или психолошка траума на оние кои веќе ги имаат. Постојат клучни разлики помеѓу нас. Разликата е тоа што вие комуницирате со невладините организации кои се самопрогласени представници на овие луѓе, а ние, почитувани, комуницираме со луѓето. И тоа и со луѓето со различна сексуалност, и со така наречените трансродови луѓе, и со нивните родители и семејства. И да ви кажам, никого од тие вие не представувате. Напуштете оваа агенда, престанете да си играте идентитетска политика на грбот на децата. Дозволете училиштата да бидат центри за образување на нашите деца, од каде ќе излезат генерации на кои што ќе бидеме горди еден ден, сите заедно. Наместо да обвинувате и клеветите, поддржете ги овие измени, запаметете, настапувате со име и со презиме, а мислам дека е време јавноста да биде запознаена со се. Повлечете се, извинете се, со цел да го избегнеме сето она за кое се каат и најразвиените западни општества и да работиме заеднички на овие прашања, наместо нерационално да го трошиме времето кое ни е дадено и за кои сме платени од нашите сограѓани. Ви благодарам.